Да, на 11 февруари се одбележа интернационалниот ден на девојките и жените во науката. По тој повод ова утро во студиото последниот разговор го реализирам со Устијана Речковска-Шиковска, проректор на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Благодарам на поканата. Ми е особена чест и задоволство да гостувам во вашата емисија и во овој медиум. Колку денешниот современ свет е поинаков и колку интересот на жената за наука денес е поразличен од историскиот? Да, низ историскиот развој се среќаваме со различни податоци и настани каде што застапеноста на жената во науката била, но не доволно. Имаме примери низ историскиот развој на жени дури и добитници на Нобелови награди, но процентуално многу помалку него мажите. Ете, на пример, Марија Кири на 2 Нобелови награди и така натаму. Многу жени научнички, но го воделе својот пат тешко. Спрема некогаш, мислам дека трендовите на застапеноста на жените и девојчињата во науката расте и особено тоа ме радува, но мислам дека се уште треба да биде во поголем раст, позастапено и поприсутно во научната мисла, а секако и во истражувачкиот свет. Да, еден убав податок кој што можеме да го споделиме е дека Македонија нели според бројот на жители застапеност, иако мала земја е прва во Европа според процентот на жени во науката. Дали македонската наука може да се мери со развојот на науката од земјите од регионот Европа и светот? Да. Кое е вашето мислење? Моето мислење е дека научната мисла во нашата држава е навистина во развој, дека имаме многу солидни научници, и жени, и мажи, почит кон нив. Мислам дека повеќе треба да се одвои. Значи, во самиот буџет 0,01 или 0,02% од буџетот е сосем малку за развој на научната мисла, на научно-истражувачката работа и така натаму, но мислам дека се трудиме, мислам дека има желба и мислам дека ќе во понатамошниот развој дека ќе биде тој процент наголемен, но сепак и во учеството во научно-истражувачки фондови од Европската унија, како и од НАТО, УСАИД и така натаму, да се подпомогне со наше учество и на државата, и на нашите универзитети, и на институциите, и на компаниите воопшто. И споредбено не можем да се споредиме со Европа, меѓутоа мислам и сум оптимиста дека ќе постигнеме многу подобри резултати во иднина, а нашите научно-истражувачки трудови, публикации, проекти изработени, навистина се реномирани низ целиот свет и може да докажеме дека имаме навистина плејада на научници кои што имаат што да покажат и се амбасадори на Македонија. Така. Каков е интересот на младите жени во земјава за студирање природни и технички науки? Имаат ли ваквите студии перспектива за една современа жена? Ова верувам дека би дел од темите на конференцијата која што организиравте на 11. Да, организиравме на 11 февруар на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид, од каде што јас доаѓам. И ми е чест да го представувам во ова интервју. Да, имавме настан интересен, ние го одбележуваме веќе четврти пат тој ден, кој е воспоставен на 22 декември 2015 од УНЕСКО како интернационален ден на жените и девојчињата во науката. На нашиот универзитет се организира свеченост со обраќање, мотивирачки говори на нашите драги вработени, но и нашите драги студентки, а сега веќе дипломки, магистрантки и реализирани професионалки во IT науката низ целиот свет. Мислам дека мотивот е голем да се студира информатички науки и технологии, секако и технички науки и природни науки, но особено е интересна нашата наука, информатичко-комуникацијски технологии, ICT. Имаме голем интерес и застапеност на девојчињата. Значи, има простор да студираат и да бидат реализирани во општеството подоцна. Не би требало зачудувачки да делува фактот да ние навистина немаме невработен дипломец. Тоа сакам да прашам, што по нивното дипломирање, дали нели факултетот ќе си ја заврши работата што ќе си ја заврши, ќе го даде знаењето, но што по нивното дипломирање, наоѓаат ли работа во земјава или како некои други умови перспективата ја гледаат надвор? Токму тоа сакав да го потенцирам. Значи,
сите наши дипломци се вработени. Многу од нив се вработуваат дури и пред дипломирањето. Значи, имаме тесна корелација и соработка со IT компаниите, меѓутоа, исто така, нашата струка нуди, поготово со специализираните предмети во завршните години, а и со целокупната студиска програма, нуди можност да работат и ремоут за странските држави, за странските континенти, од дома, но голем дел од нив, бидејќи имаме постојани размени, програми и активности, голем дел го продолжуваат и до едуцирањето, сепак како наши студенти во размена по странските држави, на Европа и на светот. Значи, Италија, Финска, Шведска, Швајцарија, Јапонија и Соединетите Американски држави. Значи, ги имаме тие соработки. Се трудиме да ги советуваме нашите млади луѓе да останат во нашата држава. Со нашата струка некако можат да бидат присутни низ светот, а сепак да бидат дома со своите семејства, со своите драги колеги, да допринесат за својата држава, да одиме напред, бидејќи тие млади умови и сили треба да се бориме да не ни се одливаат. Сега голем дел од нив и однадвор работат, но сепак не забораваат да го посетат универзитетот, конкретно еве за нашиот, да споделат искуства, да помогнат, да направиме дополнителни соработки и потесна корелација со IT компаниите, како би ги обучиле нашите кадри да бидат комплетни на пазарот на трудот. Така. Ајде малку и околу предрасудите и родовите стереотипи. Овие работи се детектирани како такви кои ги насочуваат девојките и жените подалеку од области поврзани со науката. Ја прифаќате ли оваа реалност? Ја признавате дека е така и ако е така, како да се промени? Значи, има делови од реалност што за жал се уште се така, не само кај нас и низ светот, но секако не ја прифаќам. Стереотипи не треба да постојат. Значи, жените и девојчињата се способни да се докажат и во науката, и во истражувањата, и во наставниот научен процес. Еве, конкретно на нашиот универзитет, значи, имаме голем процент на запишани студентки, значи, скоро 48%. Имаме студентки во раководните студентски организации, голем процент, 37%. Имаме, еве, процентна застапеност, јас сум проректор, имаме деканки, кои ги поздравувам во овој момент, имаме сенаторки, исто така, значи во одлучувачките раководни тела на универзитетот, а исто така е и прекрасен дел од целиот наставно-научен кадар, женскиот дел и административниот кадар, што со многу завиден процент се присутни, конкретно за нашиот универзитет. Конкретно исто така за девојчињата во IT, беше настанот под мотото "Биди и ти IT девојка", она каде што ние можеме да кажеме најдобро. Иако има и доста мултидисциплинарни предмети во нашите осовремени студиски програми, сега веќе одиме и со 15 нови студиски програми од идната година, значи имаме голем интерес на девојчињата, секако и на машките програмери. И имаат успех, постигнуваат, имаат ентузијазам, така да мислам дека не би требало да има стереотипи никако, и треба да постои родова еднаквост. Конечно, пред Бога сите сме еднакви. Еден од главните проблеми за развој на науката во земјава е и недоволното инвестирање во науката. Што според вас треба да се направи за да се овозможи поголем процес на научни вложувања? Да, недоволно инвестирање, како што спомнав и на почетокот, тоа е многу мал процент на одвојување во буџетот баш за науката, а се потребни тие средства. Значи, имате испитување, имате истражувања, имате потенцијал за публикации, то многу кошта. Треба да се активираме значи кон искористување на фондови, на светски фондови кои што ги нудат тие можности. Треба да се повеќе активираме на поврзаност со индустријата. Те моите искуства целите години уназад, низ целиот свет, краткорочни, ама подолгорочни во Италија и најдолгорочни во Соединетите Американски држави, значи каде што интензивно работев и на научно-истражувачки проекти на универзитетите, меѓутоа и поврзано со работата во индустријата и компаниите кои текако вложуваат особено еве во нашата област. Сигурна сум дека и овде ќе расте тој тренд, а и во моментот имаме значи напредни компании
и напредни луѓе кои што сакаат да го споделат знаењето, да инвестираат и со такви умови и да ги извлечеме сите средства од фондовите кои што ни се нудат, како и европски, така и пошироко низ светот и ние да помогнеме на нашата држава. Добро е да се констатира дека во последниве години не фати и нас тој бран на повеќе жени во овие области, повеќе студентки, сакав да кажам, исто и девојки кои што се запишуваат, што порано не беше таков случај. Ви благодариме што ја отворивме оваа тема, остануваме во комуникација, да си имаме соработка со целиот ваш универзитет, бидејќи имате редовно активности. Ви благодарам што утрово дојдовте до Охрид. Јас ви благодарам, ми беше голема чест и задоволство. Сакам да кажам дека од најмалина од себе како девојче и да препорачам до девојчињата. Мојот рол модел беше мојата мајка, која исто универзитетски професор и во научната мисла ме водеше и на моето цело Happy Family благодарам во овој момент. Меѓутоа не зажалив ни еден момент. Така да топло препорачувам на девојчињата да се посветат во научната мисла, да веруваат во себе. Тие се наши успешни приказни, како на нашиот универзитет, во нашата убава држава и да бидеме успешни амбасадори во светот. Уште еднаш благодарам вас и на Македонската радио телевизија, а и на сите гледачи кои што беа на вистинското место во вистинско време. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување.